ако човекот умри со чист теухид и без големи гревови кај него, или, слушај, или за овие гревови големи направил теубе во дуња, се покајал искрено со тие прописи кои ги имат теубето за големите гревови, овај дошло во хадис ќе влезе во џеннет без хесаб, директно. Може би и хесаб, ама без да влезе во џехеннем. Имат базата на теухидот, нема ширк, ама имат големи гревови кај него. И не направил теубе за некој од овие големи гревови. Овај во судниот ден ќе биде фи машијатилла, овај ќе биде во сакањето на Аллах Джелешану. Ако Аллах Джелешану сакат му опростит, ако Аллах Джелешану сакат го казни за тие големи гревови, и еден ден повторно ќе излезет од џехеннем и ќе влезет во џеннет поради неговиот теухид. Аллах. Поради оваа причина зборуваме често што е ова теухид, поради оваа причина. Немаш теухид, нема спас за тебе. Немој никој да ти помогне. Ибрахим алейхиселам во суден ден дошло во хадис во Муслим, во махчер, во таа гужва, ќе го види неговиот татко. И неговиот татко ќе му рече: "То синко, верувам сега." Аллаху акбар. Ќе му рече: "Сега." Ибрахим алейхиселам ќе оди кај Аллах Джелешану, ќе барат од Аллах: "Ја Аллах, ти рече аз дека нема да бидам насекиран. А и каква секира се мојов татко вака?" Ќе му рече Аллах Джелешану: "Ја Ибрахим, ја го забранав џеннетот за мушрици." Забранат е џеннетот за мушрици. Немој. Кога Ибрахим алейхиселам, Ебул Ембија, татко на пејгамберите, сите пејгамбери што дојдоа после него беа од негова лоза. Кога тој немој да посредуват за човек што имат ширк, никој немој да посредувате. Инна Аллаха ла јагфиру ан јушрека биҳи ва јагфиру ма дуне залика лимен јаша. Аллах нема да опрости ширк на никој, а ќе опрости помало од ова кого сакат. Ова влегува тоа што го зборуваме за тие што имаат теухид и ќе дојдат со големи гревови во судниот ден, не направиле теубе за тие големи гревови. И кога Ибрахим алейхиселам немој да посредува, никој немој да посредува, поради оваа работа зборуваме често за овој теухид и опасноста на тој ширк.